Согласно член 80 став 2 од Деловникот на Советот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за финансии и буџет на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред. Прва точка. Програма за субвенционирање на јавните комунални предпријатија за 2026 година. Втора точка. Програма за субвенционирање на области согласно надлежностите на општина Битола по член 22 од Законот за локална самоуправа за 2026 година. Точка 3. Одлука за субвенционирање на линии на општински линиски превоз на патници во општина Битола. Точка 4. Тарифен систем во општински линиски превоз на патници во општина Битола. Точка 5. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари IT опрема на ЈПЗУ ППИ Битола. Точка 6. Одлука за давање на користење без надоместок на недвижни ствари, простори во сопственост на општина Битола за период од 10 години на Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака Битола. Точка 7. Одлука за давање на користење со надоместок дел од недвижни ствари во сопственост на општина Битола на Euro Телестайлс Дуел Битола. Точка 8. Одлука за давање на користење без надоместок на недвижни ствари, простори во сопственост на општина Битола за период од 10 години на Сдружение за фолклор, песни и игри, обичаи, културно-уметничко друштво Илинден Битола. Точка 9. Одлука за давање на користење без надоместок на недвижни ствари, просторија во сопственост на општина Битола за период од 10 години на Асоциација за фолклор Плетенка Битола. Точка 10. Одлука за давање на користење без надоместок недвижни ствари, простори во сопственост на општина Битола за период од 10 години на Сдружение Асамбл за фолклор Гоце Делчев Битола. Точка 11. Одлука за давање на користење без надоместок недвижни ствари, простори во сопственост на општина Битола за период од 3 години на Центарот за развој на ромска заедница Бајрска Светлина Битола. Точка 12. Одлука за давање на користење без надоместок недвижни ствари, простори во собственост на општина Битола за период од 2 години на Сдруженијето на пензионери Битола. Точка 13. Одлука за обезбедени средства за надоместок за експроприација на недвижен имот за изградба на објекти од јавен интерес од локално значење согласно Законот за експроприација. Точка 14. Одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на градежното земјиште за календарската 2026 година, утврдена врз основа на извршени купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Битола по катастарски општини. Точка 15. Одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на земјоделско земјиште, шумите и пасиштата за календарската 2026 година, утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Битола по катастарски општини. Точка 16. Одлука за измена и дополнување на одлука за примање на донација на проекти сончеви училишта, поставување на фотонапонски електрични централи на 6 основни училишта во Битола. Точка 17. Решение за давање согласност на одлука за измена и дополнување на ценовникот за изведување на градежни работи на КЈП на Сиоградба Битола за потребите на општина Битола. Точка 18. Решение за давање согласност на одлуката за стапување на трафостаница, собственост на ЈКП Водовод Битола на Евана Македонија. Точка 19. Буџет на општина Битола за 2026 година. Точка 20. Одлука за извршување на буџетот на општина Битола за 2026 година. Точка 21. Буџетски календар за 2026 година. Точка 22. Одлука за утврдување на вредност на бодот на платите на државните службеници за 2026 година. Кој е за вака предложениот дневен ред? Едногласно. Продолжуваме со седницата. Прва точка, програма за субвенционирање на јавните комунални предпријатија за 2026. Тука е представникот на општина Битола. Дали сакате сите точки што се како комисија да ги разгледаме по однос на буџетот, бидејќи субвенционирањето на јавните комунални предпријатија е составен дел од буџетот на општина Битола. Дали сакате заеднички да ги гледаме и да ги образложи представничката од општина Битола? Добро, во ред, ако се сложуваме, само едно прашање и забелешка до представникот пред да положиме со комисијата. Вчера бевме информирани дека програмата за фосилни гориви е изготвена врз основа на допис кој што е стигнат од Министерството после изготвувањето на буџетот, бидејќи на 4.12.2025 година ни беше пратен буџетот на разгледување, додека дописот за фосилни горива
стигнал на 10.12.2025 година. Дали ова, предпоставам дека минатите години било така, дека ќе значи промена на делот на приходната и расходната страна на буџетот на општина Битола и долку значи дека ќе треба да ни пратите нов изменет буџет само во таа ставка. Да, председателе, значи имаме измена, меѓутоа измената ќе биде само во приходниот дел, значи во расходниот дел немаме значителни измени, значи останува исто како што беше со првишниот буџет пратено, измената ќе биде само во приходниот дел, каде што ќе ги додадеме средствата за согласно одлуката за фосилни горива и се со цел да нема промена во расходниот дел, тие средства ќе ги одземам од останатите приходни ставки. Добро. Во ред, значи кога ќе направи, предпоставам дека имате направено измената, ќе ве замолам истата да ја пратите до службите на општина Битола и да стигне до советниците изменатата приходна страна. Да, повелете со првата точка и за целиот буџет точките што се 19, 20, 21 и 22. Повелете. Ви благодарам. Значи, почитувани советници, да не ви должам образложението, го имате, за да не ви го читам, накратко ќе ви го објаснам буџетот. Значи, буџетот на општина Битола за 2026 година се состои од приходна и расходна страна, кој што ги формираме врз основа на буџетска рамка, која што ја добиваме од страна на Министерство за финансии. Согласно дописот кој што го испрати Министерство за финансии, приходната страна се состои од сопствен приход кој што не сме да надмини повеќе од 784 милиони денари, 327.579 денари. Тој приход истиот е сразмерно распределен на ставките во делот на даночни приходи и неданочни приходи. Се состои од пренесен вишок, значи трансфери од владата на Република Македонија во однос на трансфери од владата на Република Македонија. Значи овде се средства кои што се ставени по основ на проектите за кои што аплициравме со унгарскиот кредит. Износот на тие проекти е 537.745.719 денари. Но сакам да напоменам дека овие средства не се вкупните средства кои што ние ги имаме добиено по основ на унгарски кредит, затоа што проектите не се со едногодишна реализација, односно ќе имаме и реализација во другите години. Приближно вкупната сума која што имаме добиено, да не ви правам забуна од унгарски кредит, е 707 милиони денари. Во овие капитални трансфери на ставка 741211 ги имаме ставени средствата кои што се добиени по основ на проект Декада од Роми, тоа е за реконструкција на коловоз на улица Караорман од Министерство за транспорт, ги имаме средствата за зимска служба и на крај уште ги додаваме средствата за фосилни горива, кои што се во износ од 11.105.876 денари. Тие се врз основа на владата на Република Македонија и истите ни се доделени после доставувањето на буџетот од наша страна до вас. Покрај буџетската сметка, значи приходната страна се состои од сметките за донации. Донациите се генерално кај основните и средните училишта кои што ги имаме прикажано врз основа на планот и програмата кои што ни го имат доставено. Сметка за блок дотации кои што ги добиваме од страна на Министерство за финансии. Корисници на блок дотациите се основни и средни училишта, зоолошка градина, пожарна, детските градинки и старскиот дом. И уште имаме само финансирање сметка кој што ја користат буџетските корисници. Во однос на расходната страна, значи износот на расходната страна иска кој на приходната и таа е формирана врз основа на планови програми кои што до оделението за буџетска координација ги имаат доставено оделенијата кои што се во склоп на општина Битола и тие истите програми беа предмет на разгледување од страна на колегите на претходните комисии, како и врз основа на планови, барања и програми од страна на останати буџетски корисници. Расходната страна накратко ќе ви објаснам во оние делови кои што сметам дека треба да би ви привлекле повеќе внимание. Значи, кога би го разгледале посебниот расходен дел, каде што детално ни се опишани програмите и ставките, во програмата за изборни активности А1, тука имаме ставено 15 милиони денари. Знаете дека со буџетот за 2025 година бе изгласени 5 милиони. Причината е поради тоа што не беше излезен правилникот ДИК и точно не се знаеше сумите кои што треба да се исплаќаат на општинските изборни комисии. Сега кога сето тоа е завршено, токму поради тоа остатокот на средства кои што ќе им се исплати на членовите на општинските изборни комисии е ставен во оваа ставка. Во програмата општинска администрација, таму се значи оние тековни режиски трошоци кои што ги има општината, тоа е општинската администрација, плати на доместок за годишен одмор, судски решенија,
тековни одржување електрична енергија и така натаму. Понатаму во програмата програмата Г1 за локален економски развој беше предмет на разгледување на комисијата. Понатаму имаме програмата Г2, тоа е поттикнување на развојот на туризмот. Тука сакам да напоменам дека имам ставено плюс 5 милиони денари од оние што се нели што согласно програмата за туризам. Исто така колегите ви ја презентираат таа програма. Тоа се однесува врз основа на одлука донесена на Советот на општина Битола во 2018 година, мислам, за средства за субвенционирање на линиски превоз. Значи тука се плюс тие 5 милиони денари. Понатаму во програмата ИА4 јавна чистота имаме планирани 20 милиони денари. Субвенции за јавното предпријатие Пела Линк врз основа на врз основа на планот, програмата и барањето доставено од самото јавно предпријатие за тековни режиски трошоци кои што ги има, го субвенционираме со 3 милиони денари. Тоа го имате и во програмата за субвенции. Понатаму во програмата ИА7 одржување на зеленило 30 милиони денари. Програмата ИА8, значи ова програма се состои од дел за дезинфекција, дезинсекција и дератизација. Тоа е во склоп на програма за заштита на животна средина, меѓутоа она што е поврзано со програмата за субвенционирање се субвенциите на јавните предпријатија. Значи општина Битола субвенции дава на две јавни предпријатија покрај Пелалинк, тоест вкупно 3, дава и на Паркинзи и на јавното предпријатие Пазари. Износот за јавното предпријатие Пазари е 6 милиони денари, согласно доставеното барање се однесува за режиски тековни трошоци за нормално функционирање на предпријатието и 3 милиони денари за јавното предпријатие Паркинзи, кое што има доставен инвестициски план. Овие 3 милиони денари се однесуваат за набавка на машина за обележување. Во оваа програма имаме ставката на други трансфери, каде што имаме планирани 10 милиони 600 денари. 10 милиони денари се согласно програмата за прифатилиштето Хачико и уште 600.000 денари. 600.000 денари ви се прикажани во програмата за субвенционирање. Од нив 300.000 денари се за субвенционирање на млади лица кои што ќе положат возачки испит и уште 300.000 денари за субвенции за набавка на хидратантски мрежи. Понатаму, значи, другите програми ги разгледавте на комисиите кои што ги имавте претходно, да не ви ги повторувам. За основно образование за N1, значи, општина Битола од буџетот одвојува 15 милиони денари. Тоа се средства кои што ги одвојува за тековно функционирање на училиштата, односно тековни трошоци, додека пак платите основните училишта ќе се ги исплаќаат како и досега, и тоа и во согласно со закон од самите блок дотации. Понатаму во средните училишта општина Битола не одвојува средства од буџетот. К3 музејска и кинотечна дејност, значи ова програма се состои од зоолошката градина и културно-информативниот центар. На културно-информативниот центар општина Битола од буџетот му издвојува 22 милиони денари. Генерално овие трошоци се за плати на вработените. Додека пак од буџетот на зоолошка градина општина Битола издвојува 4 милиони денари. Тоа се за тековни трошоци за функционирање на предпријатието. Зоолошката градина покрај средства од буџетот користи и средства од нивната самофинансирачка сметка, како и средствата кои што ги добива од дотации, нормално од таму исплаќа плати. Понатаму ги имаме старските домови. Старските домови, значи, општина Битола од буџетот за нив издвојува 1 милион и 500 денари. Тие се за непречено функционирање, за тековните трошоци и генерално во однос на програмите. Тоа е тоа. Значи, самата програма за субвенционирање се состои од субвенциите кои што ги даваме на јавното предпријатие Паркинзи, на Пелалинк, на јавното предпријатие Пазари и субвенциите кои што ќе ги даваме по основ на јавен повик за полагање на возачки испит за млади лица и за хидрантски мрежи. Во однос на буџетскиот календар, значи буџетскиот календар, тоа е согласно закон го изработуваме, тоа представува сите активности кои што ние како општина треба да ги направиме се до онен момент дури не се донесе новиот буџет и не започне новата година. Во однос на одлуката за утврдување на вредноста на бодот на платите, тука нема никаква измена, значи имате таа. Исто се однесува и за одлуката за извршување на буџетот на општина Битола за 2026, таа е истата која што изготвуваме во согласност со насоките, законот и барањата на Министерство за финансии.
Ви Ти благодарам. благодарам. Прашање, повелете. Повели Јадранко. Добар ден, почитувам председателе, почитувани советници, представници од општина. Јас сакав да прашам, поконкретно да ве замолам да ни објасните околу субвенционирањето на јавните комунални предпријатија. Значи, точно за ставките ги видовме: субвенционирање на дел од тековни оперативни расходи и други тековни расходи. На чистото образложение и за пазари, и за паркинзи, и за Пелалинк. Би ви замолила уште еднаш конкретно да ми кажете зашто би ги искористиле тие средства. 3 милиони Пелалинк, 6 милиони пазари и 3 милиони паркинзи. Само момент. Вака, значи, до Одделението за буџетска координација, самите предпријатија доставија барање за субвенционирање. Во однос на барањето за субвенционирање, јавното предпријатие Паркинзи, кој што го достави до нас, значи имаше предлог инвестициски план. Субвенциите кои што на јавното предпријатие Паркинзи ќе им ги дадеме се за машина за обележување, кој што досега немало предпријатието и е во износ од 3 милиони денари, тоа е некоја проценета вредност која што тие имат наведено. Во однос на јавното предпријатие Пелалинк и јавното предпријатие Пазари, согласно барањата кои што се доставени до нас, средствата од субвенциите кои што ние ќе им ги дадеме се за тековни трошоци кои што ги имаат во предпријатијата, режиски трошоци се однесува за непречено функционирање на предпријатијата. И нормално, на крајот на годината, сите предпријатија на кои што општина Битола им дава субвенции, доставуваат извештај на кој начин ги имаат потрошено тие субвенции. Значи, инвестициски трошоци ќе има предпријатието Паркинзи, а останатите две предпријатија ќе имат за подмирување на режиски трошоци. Дополнителни прашања? Крстев, повели. Благодарам, председателе. Ајде вака, јас нови го гледам билансот на расходи, аналитичката картица, па ми западна вака други градежни објекти. Се не знам дали да ве читам или само насловот ќе прочитам. Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на пречистителни станици и нешто друго има нешто, и долу имаме изградба на пречистителни станици. Во претходниот буџет за подготвување на проекти вклучување дизајн на пречистителни станици биле предвидени 949, сега се 4 милиони 115. Ако може да ми објасните која е разликата помеѓу сега нешто ќе се прави некој дизајн, нешто не ми е јасна ова точка, ако може да ми објасните. И второ прашање во врска со веќе најавените субвенционирање за млади за возачки дозволи 300.000 денари, па ме интересира дали може нешто поподробно на кој начин или доправа ќе се утврдува правилникот на кој начин ќе се доделуваат тие средства со оглед на тоа дека за општина како Битола 300.000 денари сметам дека се малку пари, па околу тоа нешто повеќе. Во однос, значи, на субвенционирањето на возачките испити, значи најпрво за да се направи било каков повик и да се утврди начинот на кој што би биле извршени субвенционирањето, мора да бидат обезбедени средства. Токму поради тоа првичната фаза, она првично што треба се направи, да се испланираат и да се обезбедат средствата, за да понатаму може да се планира начинот на изведба, односно на спроведување на јавниот повик и како подетално тој да се одвива. Во однос на второто прашање, во однос на подготовката на самите проекти, значи тоа се однесува за ставка која што е дел од програмата за економски развој. Истата програма беше предмет на разгледување на една од претходните комисии, така што најдобро зошто е намалена и кои проекти дополнително ќе се прават или нема да се прават, најдобар одговор може да ви дадат колегите од Одделението за економски развој. Дополнителни прашања, дали? Павеле. Јас еден. Ако сакаш ти прва. Да. Јас сакав да прашам, значи овде во образложението кон буџетот на општина Битола за 2026 година, на страна 6, во точка 423, пишува ситен инвентар, алат и други материјали за поправки на општината, локалната самоуправа, школи, градинки и така натаму, дека горе-долу во денари или во евра 1 милион евра. Потаму, следната ставка е поправки и тековно одржување 2 милиони 270 илјади евра. Дали овие ставки не се преклопуваат?
Не. Објаснете ми, ако може повеќе. Значи вака, тие ставки кои што ги гледате во образложението, сите инвентари поправки, се ставки кои што понатаму во посебниот дел кој што го имате на расходи по подпрограми, ќе ги наоѓате во сите програми. Значи, сите тие поправки, одржување и набавки ќе ги најдете во сите програми, ќе видите дека самите корисници на програмите соодветно си ги распределуваат. Тоа не се работи само за сите инвентари и за општината, затоа што во самата програма за општината, тоа е 0, сега ќе ви кажам тука колку имаме. Само момент. Значи, на самата ставка материјали и ситен инвентар во општинската администрација имаме за канцелариски материјали 1.200.000 денари, понатаму имаме за списание и весници 300.000 денари, за набавка на униформи 250.000 денари, тука спаѓаат прехранбени продукти пијалоци 300.000 денари, средства за одржување на хигиена 850.000 денари, понатаму материјали за разни поправки 200.000 денари, ситен инвентар 300.000 денари, резервни делови 300.000 денари, други материјали 100.000 денари, или 423, тоа е класификацијата на ставката материјали и ситен инвентар, вкупно е 3.800.000 денари. Понатаму во поправки и одржување во општинска администрација спаѓаат поправка и сервисирање на лесни возила 800.000 денари, понатаму услуги за обезбедување на објекти 350.000 денари, поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема 2.436.855.000 денари. И добро што прашавте тука да ви објаснам, значи тука имаме некаде од приближно 1.000.000 денари повисок износ. Тоа е поради тоа што ЗЕЛС овозможи користење на софтвер кој што користат со градежно земјиште, мислам дека во имотно-правни одделението, износот на фактурата на годишно ниво кој што ние треба да платиме милиони нешто, не знам точната сума, не ја знам, затоа е повисока и тука спаѓа уште поправка одржување на друга опрема или 1.100.000. На ставка 424 поправка и тековно одржување вкупно иди 4.686.855. Уште едно кратко прашање во однос, затоа што имам чувство исто така дека и трошоците за градоначалник и неговиот кабинет и овие трошоци на општината исто имам чувство дека се преклопуваат. За трошоците на градоначалникот имаме 5.442.000, а некои како не знам телефонски сметки, материјални трошоци исто влегуваат и во трошоците на општината. Тука имаме 7.200.000. Чувството ми е дека многу ставки се преклопуваат, дека и овие две се преклопуваат. Да ви појаснам. Да, називот на ставките го имаме во секоја програма. Меѓутоа, исплатата која што ние ја правиме и користењето на програмите мора да исплатата се прави со одветната програма. Конкретно што значи? Трошоците кои што се за градоначалникот, на пример, во таа програма спаѓаат платите на градоначалникот, надоместокот за годишен одмор, патување кои што се во земјата и странство, хранарини, кај градоначалникот има исто така расходи за репрезентација, има и тука трансфери до здружение на граѓани и фондации. Тоа се средства кои што спаѓаат само во програмата градоначалник и може да се исплаќаат само врз основа на нормално на одобрение на градоначалник и може само тој да ги користи. А додека пак во општинска администрација се средства кои што ги користат општинската администрација, што немаат врска со градоначалник. Во групата кај градоначалник, генерално трошоците кои што ги има, кои што се повисоки, се заплатите. Понатаму има трошоци за патни дневни расходи кои што не се многу високи. Вкупниот износ е на патни дневни расходи 600.000, во однос на трансфери до организација 300.000 денари, расходи за репрезентација има 100.000 денари кај градоначалникот. Други трансфери има 200.000 денари и социјална парична помош има 1.000.000 денари. Генерално овие трошоци се исти како и претходните години, она што е покачување од претходните години е во делот кај плата, пошто нормално мора кај платата ставаме ние како општинска, мислам што го изготвуваме буџетот поќе средства, бидејќи ако дојде до покачување на плата, на минималната плата, со измена и дополнување на буџет, ние во платата не можеме да правиме промени колку сакаме. Може само 10%. Затоа секогаш гледаме во делот кај плати да има повеќе средства кои што може нема да бидат искористени, меѓутоа за да не се случи да дојдеме до ситуација да не може да се исплаќа плата. Истото и кај општинската администрација и кај пожарната имаме таков случај.
Колку персонал е вработен само во кабинетот на градоначалникот? А во кабинетот на градоначалникот нема вработен персонал, е само градоначалникот. А за Ние кој јуваат овие пари? за платата на А градоначалникот. на самиот градоначалник. Ние сите останати сме дел од општинска администрација. Во кабинетот на градоначалникот нема вработени. Благодарам. Како што разбрав, значи градоначалникот нема кабинет. Нема одделение за Не, поддршка. нема. Да. Браво. Значи тогаш, да, само секунда, Да. ве молам, простете. Само секунда, Јадранче. Само секунда, простете. Градот издвојува локалната самоуправа 6 милиони денари за потребите на градоначалникот. Градот не издвојува 6 милиони. Локалната самоуправа. Висината на платите не одредува локалната самоуправа, така да ние мора според одреден закон да имаме средства обезбедени за да исплаќаме плати. Благодарам. Јадран. Благодарам. Дракуловски, па сите поеднаш. Благодарам, председателе. Во буџетот во приходниот дел кажавте дека има блок дотација од Министерство за финанси за основните и средните општински училишта за сервисирање на теховни трошоци. Зошто сите основни и средни училишта, да не ги наведувам поединечно, заклучно со 9 месец има долг од негде околу 60 милиони денари. Дали не се префрлени парите на училиштата или се ненаменски потрошени парите кои треба да бидат наменети за нив? И второто прашање, во програмата за субвенционирање ги ослободуваме некако не од одговорност, туку од грижа директорите на јавните предпријатија, например, конкретно, Паркинзи наведе дека му треба за машина за обележување, меѓутоа јавното предпријатие Пазари редовно субвенции, нема пари за плата, знајде дека општината ќе префрли и не води многу грижа за да го подобри тековното работење и да обезбеди собствени приходи. Тие две прашања, ако може. Да, вака, во однос на првото прашање, блок дотации. Блок дотации кои што се обезбедуваат од Министерството, тоа се првично и генерално за исплата на плати. Конкретно, во основното образование, од блок дотациите чисто се исплаќаат платите на вработените. Значи, износот кој што нас ни го испраќа Министерство за финансии од блок дотации е генерално износ кој што ги покрива платите на вработените во основно образование. Токму поради тоа, во основно образование има потреба да општината издвојува од буџетот средства, се со цел да може да сервисираат режиски тековни трошоци. Во средното образование, блок дотациите кои што им ги испраќа Министерството, им се доволни и за плати и за тековни трошоци, токму поради тоа, тука општината од буџетот не одвојува средства. Меѓутоа, првично блок дотациите кои што се исплаќаат кај сите корисници се исплаќаат за плати, затоа што плати не може да се исплаќаат од други сметки. Во однос на програмата за субвенционирање и во однос на јавното предпријатие Пазари, значи ние како општини, конкретно ние како одделение за буџетска координација, постапуваме врз основа на барање кое што го добиваме од предпријатијата и врз основа на план, програма и трошоци кои што ги имаат. Самото предпријатие си прави финансиска анализа и согласно истото нам ни доставува барање за субвенционирање. Значи, јас ви цитирам вас спомнавте дека за основно образование 15 милиони денари се од блок дотации за тековно работење. Точно запишав. За основно образование 15 милиони денари. Да, меѓутоа ви одговори, значи блок дотациите кои што ги испраќа Министерството до основните образование не се доволни, до основното образование не се доволни за да ги покријат режиските трошоци. Значи од блок дотациите во основно образование генерално се покриваат платите на вработените. Причината е поради тоа што има поголем број на основни училишта од средни, имаме нормално аналогно на тоа поголем број на вработени во основните училишта и нормално поголеми трошоци. Токму поради тоа блок дотациите недостасуваат. И имате некое решение за да се покријат трошоците на основните училишта? Од буџетот на општина Битола во моментот издвојуваме 15 милиони денари, кои што ќе им бидат наменети за режиски трошоци. Предпоставам дека и самите директори на основните училишта си имаат план, програма на финансиско работење. Благодарам.
Прашања дополнителни, Павловска Павел. Имам прашање околу данокот на имот, ке билансот на приходи, ставка 713, данок на имот. Во претходниот буџетот за 2025 година, биле 167 милиони 100.000 денари. Сега се предвидуваат за буџетот 2026 208 милиони 79.793. Сакам да ми кажете на што се должи ова зголемување на данокот на имот. Благодарам. Зголемувањето во делот на данокот на имоти на претходната седница кога го разгледувавме кварталниот извештај за третиот квартал од 2025 година и мислам дека самите видовте дека на таа ставка конкретно на данок на имот имавме реализација која што е поголема од 100%. Со оглед на тоа што буџетската рамка за 2026 година е зголемена, значи повисока буџетска рамка имаме од Министерство за финансии, токму поради тоа на таа ставка додадовме повеќе пари, се со цел реализацијата да биде приближно до 100% и да не ја надминува истата. Дополнителни прашања дали има? Павел Крстев. Благодарам. Ставката субвенции, трансфери, социјални надоместоци 5 милиони денари или пак опфаќаат 0,16% од купните расходи. Имам прашање тука дали овој процент од секогаш бил ваков или нешто е зголем или намален сега во овој период, и капиталните расходи во делот на вложување и нефинансиски средства 23 милиони. Ако може да ми објасните што значи тоа, и објаснување за ставката 486 купување на возила. Ова значи купување на возила за општината, за некои други јавни предпријатија, интересира и таа ставка 3 милиони и 700. Значи збораме социјални надоместоци 5 милиони, 0,16% од купните расходи, додека пак овие капитални расходи, капитални во смисол на вложување и нефинансиски средства, 23 милиони. Значи вака, во однос на првото прашање кој што ми го поставивте, во однос на социјалните надоместоци, социјална парична помош, тоа е парична помош која што вие како Совет на општина Битола им ја доделувате на загрозени категории или на луѓе кои што имаат некакви болести. Нормално ти доставуваат до Советот на општина Битола барање и понатаму соодветната комисија одлучува. 4 милиони денари генерално таа сума се движи неколку години уназад и таа е сума која што исплаќате. И уште милион денари, тоа е и согласно правилник за изготовка на буџети, се има во ставката кај градоначалник. Истиот принцип е, значи се доставува барање и се однесува за загрозени категории. Во однос на капиталните расходи, вложувања за кои што зборуваме, значи доколку го разгледате билансот, тоа е посебниот дел кој што ви го имам испратено аналитика, ќе забележите дека во развојните програми, односно оние програми кои што ги гласавте кои што ги разгледувавте на претходните комисии, се однесуваат за капитални проекти, кои што нормално си имаат соодветен назив, и токму поради тоа висината на таа ставка е толку висока. Понатаму во однос на третото прашање беше во однос на возилата. Не, општина Битола не планира да набавува нови возила, меѓутоа ова ставка за набавка на ново возило е во делот кај пожарната, затоа што општина Битола за потребите на противпожарната единица е во план да набави ново противпожарно возило. Меѓутоа за потребите на пожарната ќе биде, тоа ќе биде противпожарно возило, а не за општината. Дополнителни прашања дали има? Павеле. Биланс на расходи по подпрограми. Ставка 485. Вложување и нефинансиски средства, надомест за одземен имот. Претходниот буџет било 4 милиони 220 илјади, за овој буџет 20 милиони. Ова се должи на експроприација или нешто друго?
таа ставка се однесува на експроприација, значи во претходниот буџет, на почеток на буџетот кога се гласаше во 2025 година, износот на средства беше 20 милиони денари, а меѓутоа, поради неискористеност на средствата, со втората измена на буџетот на општина Битола за 2025 ги намаливме на 4 милиони денари, бидејќи дел од експроприациите не се реализира не по наша вина, нормално поради тоа што тие се сепак судски постапки, и токму поради тоа сега во буџетот за 2026 година повторно ги ставаме во ист износ како што беа и на почетокот во 2025. Очекуваме дека ќе се завршат и се однесува за експроприација. Прашања дали има дополнителни? Јас имам неколку прашања. Гледаме дека има зголемување на даночните приходи. Дали ова може да се смета според аналитиката од 2025 година дека се реално ова зголемување, посебно во аспект на данокот на имот, предвидувате 208 милиони денари, споредбено со 2024 167 милиони. Да, видовме дека е реализацијата, но мислам дека е многу далеку од 210 милиони. Исто така сакам да прашам, вчера на комисија за урбанизам за продажба на имот на програмата за управување со градежно земјиште, видовме дека има околу 27 милиони денари продаен имот на општина Битола, ако не се лажам, за 2025 година. Овде предвидувате на ставката 733 продажба на земјиште и нематеријални вложувања од претходниот буџет од 71 милион, сега предвидувате 75 милиони, на што се должи тоа? Околу приходите, мислам дека толку одговорете минува, па имам околу расходите неколку прашања. Вака, во однос на приходите и приходниот дел, значи приходите кои што ги формиравме и начинот на зголемување на приходите врз основа на она реализација која што имавме од минатата година, конкретно кога се работи за даночните приходи. Значи имавме поголема реализација и кај поголем дел од ставките надминуваме 100%. Тоа е поради буџетската рамка која што нормално нам ни беше доставена и ние не можевме да варираме од истата. Токму поради тоа, во оваа година, во буџетот за 2026 година, кога веќе имаме зголемена буџетска рамка и кога можеме по приближно поточни вредности да дадеме од оние што ги имаме остварено во 2025 година, токму поради тоа извршивме зголемување во делот на даночните приходи. Меѓутоа сепак реализацијата на истите ќе согледуваме во текот на разгледувањето на кварталните извештаи на кварталите. Во однос на продажбата на општинското земјиште и имот, значи сепак тоа се однесуваат на прашања кои што се упатени до оделението за имотно-правни работи. Тие приходи, јас мислам, моето оделението за буџетска координација на кој што сум раководител, како информација ги доби од оделението за имотно-правни односи и претпоставам дека се однесува врз основа се базираат на анализа која што ја имаат направено и на можноста од продажба на имот. Исто околу приходите, дали општина Битола нема аплицирано на проекти кои што очекуваме приходи од странство, бидејќи гледаме 1:4 намалена оваа ставка? Во минатиот буџет таа ставка беше поголема на приходи од странство, бидејќи го имавме проектот Smart for You 2, кој што проект веќе има тековна ревизија и е при крај со завршување, за останати проекти до оделението за буџетска координација немаат стигнато било какви информации. Добро, имам прашање околу субвенции и трансфери. Гледаме дека 30 милиони од прилика се зголемени трансферите кон невладини организации и слично, односно трансфери до невладини организации 85 милиони, споредбено со претходната година, овде имаме околу 20 милиони зголемување, на што се должи ова зголемување на овие средства? Вака, субвенции, трансфери, тоа е една групна ставка 4.6, тоа е едно конто групно 4.6. Најголем издаток во оваа ставка, тоа е ставката 4.6.4.990, испаѓа сепак во оваа група, се трансферите кои што општина Битола ќе ги издвои за исплаќање на општинските изборни комисии. 15 милиони денари.
Значи тука имаме најголема промена во трансферите. Исто така ако земиме нова ставка субвенции, трансфери се и 10 милиони кои што ние ги даваме за врз основа нормално на програма за прифатилиштето Хачико. Тоа оди од субвенции трансфери 463 што е трансфери до невладини организации. Аха, вие за 463, а за 464 кажувам вака, значи за 463 трансфери до невладини организации и здруженија. Значи во оваа ставка всушност значи имате во Советот на општина Битола имате тука најголем дел во овие трансфери до невладини организации и здруженија давате 2 милиони 500 денари, понатаму поголем издаток е ова ставка 463 има во програмата, само да ја најдам момент. Во програмата за спорт и рекреација, ставка 46320 трансфери до спортски клубови 81 милион и 300 илјади денари. Најголем издаток имате тука на таа ставка. Програмата за спорт мислам дека ви беше презентирана на претходните комисии. Ако сакате ќе видиме. Да, јас само едно кратко прашање, значи Извинете, се извинувам. има уште збор, јас се извинувам. регулирам тука. Имам на ставка 480 купување на опрема и машини 43 милиони и тука има дупло зголемување на планираните расходи. Како што се сеќавам од извештаите дека многу мал дел од оваа ставка 2025 година се потрошени, па каква опрема и машини планирате да купувате и на дали може да очекуваме нови камиони за ѓубре во општина Битола, нови автобуси и видовме дека пајак возилото е надвор од функција на јавното предпријатие Паркинзи од месец април, дали овие 43 милиони денари се нешто за тоа? Во однос на овие на зголемувањето кај овие делови, во однос на купување на друга опрема, она што имаме промени што е поголем издаток е купување на машина која што е за одржување на требникот, мислам на спортскиот стадион Петар Милошевски, меѓутоа не ме држите точно за збор, тоа сепак најдобро може да го одговорат од оделението за јавни дејности, тоа е поточно за одговорниот кој што е за спорт. Додека за овие другите кои што ме прашавте, искрено немам информација да ви одговорам. Извинете, не ве разбрав добро. Значи, ако во ланскиот буџет предвидувавме 24 милиони, предвидуваме 43 милиони, односно плюс 20 милиони се однесуваат на возилото за одржување на тревнико. Не, тоа се однесува 6 милиони тоа возило. Меѓутоа, вие ако видите во сите програми кои што ги имате во посебниот дел кој што ви го испрати во аналитика, имате ставката 480. И во секоја програма имаме издаток, например, во капиталните трошоци на општината, на 480 капитални расходи имаме 7 милиони 200 илјади денари. Значи тука имаме купување на информатичка видеоопрема, на компјутерски софтвер, мебел. Понатаму ставка 480 исто така имате во која програма само 480 имате во програмата ИАФ, изградба на сообраќајна сигнализација, 3 милиони 150 илјади денари. Понатаму 480 имате во програмата ИАФК, поставување на семафори на пешачки премин кај Камен мост и кај Епинал. Ставката 480 ја имате во во ЈЛМ, не во ЈЛМ немаме, во 480 имате во КА ја имате, во
културни манифестации, творештво во капитални, понатаму 480 ја имате во програмата ЛА, спорт и рекреација, 480 ја имате во во образование. Понатаму од ставката 480 ја имате во во домовите за стари лица, во детските градинки. 480 исто така ја имате и во противпожарната единица. Така да кога ќе ги собериме од сите програми кои што се доставени до моето одделение, односно до одделението за буџетска координација, идиме до тој износ. Добро. И уште ова прашање, кажавте дека купување на возило, таа ставка 3 милиони и нешто, а во програмата против пожарна заштита капитални расходи се предвидени 8 милиони и 600, кај ќе бидат тие разликата од 5 милиони. Не знам дали колегата Драгишове праша дека значи вака. 3 милиони и 600, а Во купување, значи на возило за противпожарната заштита, мислам дека се работи за камион. Планирани се 8 милиони 600 илјади денари. Тие средства ќе бидат искористени строго за противпожарно возило. Тие ги имате во посебниот дел, во програмите кои што ви го имаме доставено. Во програма противпожарна заштита капитални трошоци. А од тие 8,6, од 4,86 ќе бидат 3,7 милиони покриени? Тој да не ми јас. Вака, 8 милиони 600 ќе бидат покриени од ставката 480-190 од купување на друга опрема. Добро, а 486 купување на возила што? Што ја праша колегата Само Драгица, 486, дека се само планира момент да противпожарна видам таа возила. ставка. Видам само во која програма е ставката. Не, во програмата ја барам, не таму, за да видам за кој се однесува. Ставката 486 купување на моторни возила
ја имаме во програмата за средно образование. Како што... не, секунда. Не, извинете, не. На нула мој нив. 480-190, прашувате? 600. Тие се за пожарната. Што ги велиме? Не може да се спојат тие. Тие 3 милиони и 700 кои што вие ми ги кажувате се на друга ставка. Не, за пожарната е само 8600. 480-190 е купување на друга опрема. Значи, тука всушност ви спаѓа и друга опрема што се купува, не возила. Возила конкретно само во пожарната купуваме. 8600, затоа збарам во програмите ставка. 8 милиони 600 одат за купување на противпожарно возило. Останатите средства кои што се на ставка 480 се распределени по соодветни програми. Тие се купување на опрема, не се купување на возило. Имаме купување на информатичка и видео опрема, како што можам да видам, такви работи. Добро, фала. Прашање? Павеле. Само сакам да ве прашам пак јас за ставката 463, трансфер до невладини организации, која што е доста голема сума од 1 милион евра и 387.000 евра. Сакав да ве прашам доколку правни лица отишле овие фондови и дали физички лица имале достап да конкурираат за овој фонд? Искрено, информација за ова прашање јас немам, пошто не сум во делот на формирање на јавните повици, сепак тоа го прави соодветна комисија и друго оделение. До мене стигат само барања и програми кои што треба А се извинувам, реков ова е само за спортски невладини или и други невладини од друг тип? Бидејќи овде пишува невладини. Генерално за 463 ставката кој што велите трансфери, субвенции, трансфери. Најголем дел од тие средства се најголем дел трошат тие средства трансферите до спортски клубови. Меѓутоа, тоа не значи дека нема јавни повици и за останати здруженија граѓани и слично. Ова ставка во јавна дејност. Да, тоа е во согласно со програмите кои што ви ги достави, точно се таму наведени. Океј. По колку средства за кои се исплеќа. Прашање дали има дополнителни по однос на овие точки? Долку нема. Председателе, само се извинувам, дали можеште две точки имам од мојот сектор за утврдување на пазарна вредност на градежно и земјоделско земјиште да ги... Таа е точка 14 и 15, да. Така? Накратко се тие. Добро. Може да ги разгледаме и да ослободиме да си продолжи со работните врски. Повеќе. Значи во однос на утврдување на пазарната вредност на градежното и земјоделското земјиште нема никакви измени. Пазарните вредности остануваат исти. Одлуките ги имате и двете и за градежно и за земјоделско земјиште. Ти благодарам. Прашање дали има понос на овие две точки. Павеле. Извинете, имам прашање во врска со ова. Оди според закон цените се утврдени или внатрешна комисија во општина Битола ги утврдува цените, бидејќи рековте дека нема промени претходната година со оваа година? Значи, основата за утврдување на данокот е врз основа на пазарната вредност како што се движи недвижниот имот. Во согласно со закон нормално. Токму поради тоа нема промена, а сепак проценката се прави според методологија за пресметка на даночна вредност. Прашање дали има други? Долку нема, ти благодарам. Одиме точка број 2. Програма за субвенционирање на области согласно надлежностите на општина Битола по член 22 од Законот за локална самоуправа за 2026 година. Представникот е тука, повелете. Благодарам, председателе. Почитувани советници, со оваа програма генерално се утврдуваат основите на остварувањето на правото на субвенции на физички и правни лица за области согласно надлежностите на општина Битола по член 22 од Законот за локална самоуправа за 2026 година. Програмата
Една од главните цели на ова програма е и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните на подрачјето на општина Битола преку леснување на пристапот до одредена категорија на јавни добра и услуги. Програмата има за цел постигнување и остварување на сите законски загарантирани права согласно член 22 од Законот за локална самоуправа преку субвенционирање на следните цели: ефективно и ефикасно остварување на правото на локална самоуправа, подеднаков развој на урбаните и руралните средини, еднаков пристап до општинскиот линиски превоз за граѓаните и од урбаните и од руралните средини, овозможување на остварување на правото на законски загарантираното право на основното и средното образование на учениците, заштита на животната средина, локалниот економски развој, еднаков пристап до комунални дејности и услуги и други области согласно закон. Спроведувањето на оваа програма ќе биде преку доделување на субвенции, односно процентуално учество на општината при набавување на одредени добра, стоки, јавни услуги и други работи од јавен интерес од локално значење, а ќе се реализира преку објавување на јавни повици, донесување на одлуки и правилници од страна на Советот на општина Битола. Јавните повици ќе бидат објавени на веб страната на општината и на огласна табла. Поднесените барања за овие субвенции ќе бидат разгледани од соодветна комисија формирана од Советот на општина Битола и од градоначалникот. Финансирањето на оваа програма ќе се реализира преку буџетот на општина Битола за 2026 година по определени ставки за транспорт на луѓе од ЕО програмата и програмата Г1 развој на туризмот. Транспорт на луѓе 3 милиони денари, развој на туризмот 5 милиони денари. Ти благодарам. Дали има прашање по оваа точка? Павеле. Дали може да ни објасните зашо поточно се 3 милиони денари за транспорт, односно преку оваа програма ќе се субвенционира општинските линии, односно оние концесионери што ќе ги имаат земено линиите да вршат транспорт на територија на општина Битола, или сум грешка? Да, преку јавните повици кои што ги имаат земено линиите за транспорт на... Значи, то се фактички ги субвенционираме линиите, онаму кај што нема доволно патници, примери и слично. Да, кај што нема доволно патници, да, со цел да се обезбеди транспорт на луѓето и за оние места кај што се понеразвиени, и за руралните и за урбаните. Добро, јасно. А од аспект на развој на туризмот што се предвидува? 5 милиони денари? Развој на туризмот. Помолам представникот од Стефи замина, да, таја ги имаше податоците за оваа програма, бидејќи беше заеднички внесена, доколку таја е отсутна, дополнително ќе ве известиме. Во ред. Прашање дали има по оваа точка? Толку нема. Ви благодарам. Да преминеме на точка, дојдена е вработената за точка број 16, бидејќи излезе од состанок. Точка број 16, одлука за измена и дополнување на одлука за примање на донација на проект Сончеви училишта поставување на фотонапонски електрични централи на 6 основни училишта. Повелете, објаснете ник накратко за што се работи. Значи, општина Битола имаше добиено донација веќе за 6 училишта. Нагласувам, станува збор за училишта кои што имаат јаки конструкции, јаки покривни конструкции, значи исправни покривни конструкции на кои што може да бидат поставени фотоволтаици од Отворено општество во 2024 година, и тука беа реализирани, значи беше реализирана донацијата и беа поставени фотоволтаични системи на 6 основни училишта. Соработката беше одлична, реализацијата на проектот многу брзо, и од тие причини Фондацијата Отворено општество понуди анекс на договорот за поставување на уште 3
фотонапонски централи на основни училишта во Битола, со тоа што докажувајќи општествената одговорност, од нивна страна ќе бидат целосно покриени поставувањата на фотоволтаици на 2 основни училишта, а општина Битола треба да постави на 1. Според моментално расположливите капацитети на училишта ќе бидат поставени во основното училиште Свети Климент Охридски, бидејќи неодамна таму се одвиваше реконструкција на покривот. На основното училиште Даме Груев, каде што ќе бидат направени и одредени измени, односно ќе биде дополнување на покривот направено, заедно со фотоволтаиците, а од страна на општина Битола ќе бидат поставени на зградата број 4 на основното училиште Гоце Делчев или ние, како што го знаеме, основното, односно турското училиште, така наречено. Всушност, преку овај анекс треба да ја прифатиме нивната донација за поставување на фотоволтаици. Благодарам. Дали има прашања по односно оваа точка? Доколку нема, ви благодарам. Преминуваме на точка број 3. Одлука за субвенционирање на линија од општински линијски превоз на патници во општина Битола. Почитуван председателе, почитувани советници, одлуката за субвенционирање на линии на општинскиот линијски превоз на патници во општина Битола и тарифниот систем, наредната точка, во општинскиот линијски превоз на патници во општина Битола, како материјал го имате добиено. Вчера имавме комисија за комунални дејности каде што одеше одлугата за општински линијски превоз и правилникот, и на таа комисија, еве и сега ќе објаснам, станува збор за договорот за општинскиот линијски превоз кој е со важност од 5 години и завршува на 28 февруари, и општина Битола почнуваме со службите почнуваат и комисијата која што задолжена за таа работа почнува со припрема на новиот јавен повик. Припремајќи го јавниот повик, како комисија видовме дека материјалите кои што треба да бидат составен дел од документацијата која што заинтересираните ќе треба да ја подигнуваат, содржат одлуки од 18 година со неколку измени, и дојдовме до заклучок дека ќе треба материјалите да ги сублимираме во еден документ, за да нема печатење на многу материјали, основниот со сите измени, и од тие причини овие одлуки и овој тарифен систем кој што денес се на оваа комисија како дел од финанси, всушност не станува збор за никаква измена на претходните, туку сублимирање и на некој начин вадење на еден пречистен текст од одлуката за субвенционирање на линии во општинскиот линијски превоз на патници и од тарифниот систем во општинскиот линијски превоз на патници. Имено, само да ве подсетам, бидејќи сте нов состав, дека субвенцијата изнесува 7 денари по изминат километар, и субвенционирањето се врши на месечно ниво за секоја линија посебно, согласно вкупно изминатите километри предвидени со регистарскиот возен ред. Субвенционирањето се врши на линии од општинскиот линијски превоз на патници во општина Битола, кои се обраќаат до руралните места, и во член 2 се точно објаснати кој е бројот и називот на линијата. Уште еднаш ќе повторам, значи не станува збор за никаква измена, него основните одлуки заедно со сите измени ги сублимираме во еден пречистен текст и се носи една нова одлука по која што ќе можеме да ја приложиме како материјал во материјалите за јавниот повик. Ви благодарам. Ви благодарам. Прашање дали има? Доколку нема, преминуваме на точка број 4. Тарифен систем во општински линијски превоз на патници во општина Битола. Мислам дека на истото се однесува и за тарифниот систем, значи овие две точки и се одлуката, поврзани. да. Двете ги прочитав заедно. Дали има прашања по односно точка број 4? Деки нема, преминуваме на 5-та точка. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари IT опрема на ЈПЗ УПП и Битола. Представник дали имаме? Да, јас сум представник. Благодарам, председателе, почитувани советници. На барање на јавното предпријатие за урбанистичко планирање и проектирање на општина Битола,
Обезбедена е IT опрема која јавното предпријатие ја користи. Ова одлука за давање на бараме со одлука на Совет да им се дадат на трајно користење IT опрема во одлуката се наведени 6 персонални компјутери со куќишта и со спецификација која може да ја погледате. Добро, ви благодарам. Прашање дали има? Долку нема. Одиме на точка број 6. Одлука за давање на користење без надоместок на недвижни ствари и простори во собственост на општина Битола за период од 10 години на Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост. Представник Боревски повели. Почитуван председателе, почитувани советници, ова одлука се однесува на давање користење без надоместок недвижни ствари и простори во собственост на општина Битола, период 10 години, Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост, порака од Битола. Се дават на користење 3 канцелари кои се наоѓаат во урбаната заедница Бејко Влаховиќ. Со овој центар и претходно имаме соработувано и беа сместени во Вангел Мајорот, кој е сега одстранета урбана заедница. Добро. Прашање дали има поновно нова точка? Нема. Пременуваме на другата точка. Точка број 7. Одлука за давање на користење со надоместок дел од недвижни ствари во собственост на општина Битола на Euro Telestyle дел Битола. Повели. Врска со оваа одлука за давање на користење со надоместок дел од недвижните ствари во собственост на општина Битола на Euro Telesites од Скопје по нивно барање. Тоа се базни станици што ќе бидат на кровните конструкции на градскиот стадион Петар Милошевски, на рефлекторите и дел од кровната површина и во урбаната заедница Колелачето и урбаната заедница Стево Патако. Благодарам. Прашање дали има? Повели. Јас имам прашање за какви базни станици се работи, бидејќи спомнавте Централно градско подрачје Колелачето и слично, дали има елаборат за влијание врз животната средина и врз луѓето? За ова прашање, господин советниче, дополнително ќе бидете известени, бидејќи јас сум од делот на имотно-правното одделение само недвижен имот, го даваме тој недвижен имот, односно таа квадратура на таа фирма, а за останатото дополнително ќе бидете известени. Извинете, веќе постојат тие базни станици во собственост на општина Битола, па ги дава или што даваме под Вака, ние го даваме само просторот, односно по 15 квадрати на градскиот стадион, дел на рефлекторите и дел на кровната површина за поставување. Добро, и дали ова не треба да оди на јавно наддавање и слично, по кој основ ќе биде издаено под закуп, на кој временски период и по која цена? За цената и за јавното наддавање, тоа е дел што го работи одделението за јавни набавки, ќе можете да се обратите таму, пошто има и договор. Бидејќи овде на денешната точка е одлука за давање на користење со надоместок дел од недвижни ствари во собственост на општина Битола на таа и таа фирма. Не може ние да носиме одлука како совет да не знаеме за колкав надоместок се дава, кој е начинот на што се дава и како што кажав, искрено сум загрижен за какви базни станици се и кое е зрачењето, посебно во бидејќи кажавте за урбана заедница. Вака, одделението за јавни набавки имале отворени понуди за поставување на овие базни станици и тие го имат, како да не се повторам, и договорот што можете да се информирате во одделението за јавни набавки. Овој дел само за ова одлука е дека ние, како имотно правно одделение, јас задолжен за недвижен имот,
даваме по 15 квадрати за поставување. Ако може председателе до седница да го добиеме договорот, бидејќи е поврзана со точката. За точката број 7. Одлука за давање на користење со надоместок дело недвижни ствари временски во период собственост на општина Битола. Мислам дека имаше во материјалите и сигурно има понудата што е доставена од Euro Telestars. Во материјалите. Понуда има. И се извинувам ако може председателе. Повели. Наведениот електронен простор се дава на користење во период од 10 години. Значи тоа е од значење и за градот и за општината. Затоа ќе го добиете покасно подоцно од одделението за јавни набавки. Добро, повелете. Сосема кратко, јас мислам дека би било убаво кога во точката повеќе одделенија се засегнати, за сепак да ни објасните во живо, би било убаво да биде тука и представничката или представникот на јавни дејности. И би било сериозно во крајна сметка. Ви благодарам. Прашање дали има поднос на оваа точка? Долку нема, продолжуваме. Точка број 8. Одлука за давање на користење без надоместок на недвижни ствари и простори во собственост на општина Битола за период од 10 години на Сдруженијето за фолклор, песни, игри и обичаи, културно-уметничко друштво Илинден Битола. Повелете. Што се однесува за оваа точка, за давање на користење без надоместок на недвижни ствари и простори во собственост на општина Битола период од 10 години, да напоменам дека и во досегашниот период културно-уметничкото друштво Илинден беше сместено, односно беше во објектот на урбаната заедница Даме Груев. Бидејќи договорите се истечени, има барање за продолжување на нивната работа и ова одлука се однесува за ова културно-уметничко друштво. Што го спомнам. Благодарам. Прашање дали има? Колку нема, преминуваме на точка број 9. Одлука за давање на користење без надоместок недвижни ствари и просторија во собственост на општина Битола за период од 10 години на Асоцијација за фолклор Плетенка Битола. Повелете. И ова одлука се однесува како и за претходната, и тие беа тука по претходниот период, повеќе години, така да не се повторувам, истото значи, се наоѓа во урбаната заедница Кочо Десан. Не, се извинувам. За Плетенка се однесува за урбаната заедница Колевачето. Благодарам. Точка број 10. Одлука за давање на користење без надоместок на недвижни ствари и простори во собственост на општина Битола за период од 10 години на Сдружение Самбал за фолклор Гоце Делчев Битола. Исто како и претходните две точки. Во која само урбана заедница? Ќе напоменам, се наоѓа во урбаната заедница Ѓорѓи Наунов. Благодарам. Прашање дали има? Повели. Повели Крстев. Председател, само сега, бидејќи тука е представникот, ги отворив материјалите пак и преге ви кажав дека нема таква, има само понуда од страна на фирмата, каде што определува месечен надоместок од 300 евра. Затоа советникот добро праша по кој ценовни ги утврдуваме тие надоместоци, да го видиме договорот за издавање, затоа што треба да донесеме одлука за давање на користење. Би било целисходно со оглед на тоа што после одлуката веќе ќе се случи договор и сите тие работи, а се работи за материјал само ја има одлуката и понудата. Нема друг материјал во делот на тоа техничка документација, елаборати и тие работи. Тие само кажуваат дека ќе поднесат, а дали поднеле, дали ги исполнуваат условите тие работи, не знаеме кои ги утврдуваат тие критериуми, цени и сите тие работи. Затоа, ви благодарам. Да, сега на друга точка зборуваме. Да, еве, за интерес и за јавноста и за вас. Понуда, значи, стигнала до општина Битола од соодветна компанија за поставување на вакви базни станици, кои што се поставуваат и на приватни објекти. Сега,
Истите можат да бидат поставени и на јавни објекти и за тоа општината да приходува. За да бидат исполнати сите услови да биде прифатена во понуда, треба да биде донесена одлука на Советот врз основа на понудената цена. Доколку Советот смета дека понудата е несоодветна, нема да ја прифати оваа одлука за 300 евра по објект за поставување на овие базни станици. Поставувањето на базните станици е согласно закон, односно поставувачот ќе треба да ги обезбеди сите соодветни документи за поставување на базни станици, односно Агенција за електронски комуникации, Поделение за заштита на животна средина, Бучава и се што е потребно за да може да ја постави соодветната опрема. Доколку ја нема соодветната, односно документација обезбедено, тој ќе се обврзи да си плаќа согласно оваа одлука која што е на 10 години. Многу едноставно. Продолжуваме по однос на точката број 11. Одлука за давање на користење за точка број 10. Ајде, повели. Ме интересира само чисто информативно. На овој простор кој го отстапуваме на фолклорни друштва или здруженија на граѓани, режиските трошоци по однос на сметки комунали ги покрива општината или сами си ги покрива? По однос на режиските трошоци си покриваат самото друштво и условени се во договорот, како и тековно инвестициско одржување. Точка број 11, бидејќи нема повеќе за точка број 10 прашања, одлука за давање на користење без надоместок недвижни ствари простори во сопственост на општина Битола за период од 3 години на Центарот за развој на ромска заедница Бајарска Светлина Битола. Повели. Во врска со оваа точка за донесување одлука за без надоместок на 3 години на Центарот за развој Бајарска Светлина. Од страна на Бајарска Светлина, Центарот за развој на ромската заедница е доставено барање за отстапување на 2 канцеларии во урбаната заедница Димитар Влахов. Истиот Центар за развој имаше до минатата година договор, така да навремено ги подмирија и режиските трошоци и тековно инвестицијското одржување на просторите, така да бидејќи имале од страна на европските фондови за развој на ромите добиено некои средства, немаат услови, затоа и општина Битола им ги дава овие 2 канцеларии. Благодарам. Дали има прашање по однос на оваа точка? Доколку нема, преминуваме на точка број 12. Одлука за давање на користење без надоместок на недвижни ствари и простори на сопственост на општина Битола за период од 2 години на Сдружение на пензионери Битола. Повелете. За ова точка и доносење на ова одлука имаше барање од страна на пензионерите што се повеќето на улица Охридска, каде што се наоѓа урбаната заедница Кочо Десанот, и бидејќи има услови, повеќе простори во истата урбана заедница, деловниот простор од 25 квадрати се сложивме да им биде даден на пензионерите. Благодарам. Прашање дали има? Доколку нема, проминуваме на точка број 13. Одлука за обезбедени средства за надоместок за експроприација на недвижен имот за изградба на објекти од јавен интерес од локално значење согласно Законот за експроприација. Представник? Нема за оваа точка. Оваа точка нема да се разгледува. Преминуваме на точка број 17. Решение за давање на согласност на одлука за измена и дополнување на ценовникот за изведување на градежни работи на КЈП Нисоградба Битола за потребите на општина Битола. Нисоградба. Дојдете на соодветно место и на микрофон. Само би сакала да едно појаснување дека овој ценовникот не представува зголемување на цените постоечки кои што ги имаме ние за изведување на
нашите работи кои ги работиме. Согласно с проектите кои што ги добивме од унгарскиот кредит, 11 проекти добивме, меѓутоа за 4 проекти требаше да воведиме цевки кои што дотогаш не сме ги користеле. Значи тоа се сосем нови ставки кои што досега ние не сме ги работеле и овој ценовник се однесува токму на нив. Токму на тие нови материјали кои што ги користиме за изведување на проектите. Благодарам. Прашање дали има? Долку нема. Благодарам. Преминуваме на точка број 18. Решение за давање согласност на одлуката за отстапување на трафостаница собственост на ЕКП Водовод Битола на Евана Македонија. Повелете. Значи, за да ве запознам најпрво со постапката, зашто барам отстапување трафостаница на локација Стопански двор во име на Евана. За потребите на ЕКП Водовод Битола, како инвеститор се изработени основни проекти во сите фази потребни за добивање на решение за поставување на опрема. Согласно тие проекти, Општина Битола, постапувајќи по нашето барање, донесе решение за поставување на опрема, фотонапонска електроцентрала на постоечки објекти во Стопански двор. Врз основа на ова решение и проектите кои ги имавме, се отпочнати две паралелни постапки, и тоа првата постапка е за обезбедување на средства за инвестицијата, а втората постапка е за обезбедување на технички услови. По однос на првата постапка, веќе ЕКП Водовод и Општина Битола имаат потпишан договор со швајцарска амбасада, а додека по однос на втората постапка направено е барање од Евана Македонија, односно електродистрибуција, за добивање согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа. На тоа наше барање следа неколку надополнувања и усогласувања на документацијата, што од нивна страна е донесен заклучок дека е можно приклучување на трафостаницата во Стопански двор, но најпрво треба да инвестираме во нова трафостаница, бидејќи капацитетот не задоволува. На тоа наше барање следеа неколку надополнувања и размислување како тоа да се изведе, при што со цел да избегнеме инвестиција од страна на ЕКП Водовод Битола во нова трафостаница, следеше ново барање до Евана за превземање од нив под услов да инвестираат во нова трафостаница и да ни обезбедат услови за приклучување на фотонапонската централа. Потоа тие формираа неколку работни групи, следеа посети кај нас и донесоа заклучок од нивниот оддел за стандардизација дека постоечката трафостаница е застарена и дека нема можност за реконструкција, но може да се искористи постоечката локација за да се постави нова КБТС, односно компактна бетонска трафостаница. Согласно нашата сметководствена евиденција, картицата за основни средства, постоечката трафостаница е со 160 кВт ампери мокност. Таа не е доволна за планираната инвестиција, согласно решението на Општина Битола, од 247,5 кВт фотонапонска електроцентрала. Истото е потврдено и од теренска проверка на Евана на 19.6.25 година, каде што е потврдено дека трансформаторот е производство од 82 година, истиот е ставен во употреба во Стопански двор во 83 година, дека веќе е застарен и тој како таков не може да се употребува за следната инвестиција, ниту да се прави реконструкција. Во постапката која покренавме, покрај приложената документација, потребна е и одлука од ЕКП Водовод Битола дека ние ја отстапуваме трафостаницата на локација Стопански двор, врз која локација покасно електродистрибуција би изградила нова компактно бетонска трафостаница со потребна снага да ги задоволи моменталните потрошувачи кои се приклучени на неа, бидејќи покрај водовод таму се приклучени и дел од улиците, дел од домакинствата на улица 16, како и јавно предпријатие Комуналец и Нискоградба. Затоа нас ни треба
одлуката за отстапување на трафостаницата кон Евана и согласно таа одлука потоа ќе продолжи постапката за реализација на промената, односно поставување на нова трафостаница. Со промената на трафостаницата ние ќе можеме да продолжиме со проектот за приклучување на фотонапонската електроцентрала на постоечките објекти во Стопански двор, согласно решение издадено од општина Битола. Благодариме. Дали има прашање по оваа точка? Доколку нема, ви благодарам. Благодарам. Точка број 13 ја кажа представничката од финансии, која зборуваше за експроприацијата и согласно тоа дека дневниот ред е исцрпен, преминуваме кон гласање. Одиме прва точка. Програма за субвенционирање на јавните предпријатија за 2026 година. Кој е за? Три гласа за. Кој е против? Еден против. Воздржани? Еден воздржан. Преминуваме на точка број 2. Програма за субвенционирање на области согласно надлежностите на општина Битола по член 22 од Законот за локална самоуправа за 2026 година. Кој е за? Три гласа за. Против? Воздржани? Нема. Преминуваме на точка број 3. Одлука за субвенционирање на линии од општински линијски превоз на патници во општина Битола. Кој е за? Пет гласа за, против, воздржани нема. Точка број 4. Тарифен систем на општински линијски превоз на патници во општина Битола. Кој е за? 5 гласа за, против, воздржани нема. Точка број 5. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари IT опрема на ЈП за УПП и Битола. Кој е за? 5 гласа за, против, воздржани нема. Точка број 6. Одлука за давање на користење без надоместок недвижни ствари и простори во собственост на општина Битола за период од 10 година Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост порака Битола. Кој е за? 5 гласа за, против, воздржани нема. Точка број 7. Одлука за давање на користење со надоместок дел од движни ствари во собственост на општина Битола на Eurotele-Styles Duel Битола. Кој е за? 3 гласа за, против, воздржани, 2 воздржани. Точка број 9. Одлука за давање на користење без надоместок недвижни ствари и простори во собственост на општина Битола за период од 10 години на Асоциација за фолклор Плетенка Битола. Кој е за? 5 гласа за, против и воздржани нема. Поред продолжуваме, бидејќи имавме посета во Советот на општина Битола, ќе продолжиме со точка број 8. Одлука за давање на користење без надоместок недвижни ствари, простори во собственост на општина Битола за период од 10 години на Сдруженијето за фолклор, песни, игри и обичаи, културно-уметничко друштво Илинден Битола. Кој е за? 5 гласа за, против и воздржани нема. Точка број 9. Одлука за давање на користење без надоместок недвижни ствари, просторија во собственост на општина Битола за период од 10 години на Асоциација за фолклор Плетенка. Кој е за? 5 гласа за, против и воздржани нема. Точка број 10. Одлука за давање на користење без надоместок недвижни ствари, простори во собственост на општина Битола за период од 10 години на Сдружение Асамбл за фолклор Гоце Делчев Битола. Кој е за? 5 гласа за, против и воздржани нема. Точка број 11. Одлука за давање на користење без надоместок недвижни ствари и простори во собственост на општина Битола за период од 3 години на Центарот за развој на ромска заедница Бајерска Светлина Битола. Кој е за? 5 гласа за, против и воздржани нема. Точка број 12. Одлука за користење без надоместок недвижни ствари и простори во собственост на општина Битола за период од 2 години на Сдруженијето за пензионери. Кој е за? 5 гласа за, против и воздржани нема. Точка број 13. Одлука за обезбедени средства за надоместок за експроприација на недвижен имот за изградба на објекти од јавен интерес
од локално значење согласно Законот за експроприација. Кој е за? 5 гласа за, против и воздржани нема. Точка број 14. Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на градежното земјиште за календарската 2026 година, утврдена врз основа на извршени купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Битола по катастарски општини. Кој е за? 5 гласа за, против и воздржани нема. Точка број 15. Одлука за утврдување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на земјоделското земјиште, шумите и пасиштата за календарската 2026 година, утврдена без основа на извршени купопродажби по претходна година на подрачјето на општина Битола по катастарски општини. Кој е за? 5 гласа за, против и воздржани нема. Точка број 16. Одлука за измена и дополнување на одлука за примање на донација на проект Сончеви училишта, поставување на фотонапонски електрични централи на основни училишта во Битола. Кој е за? 5 гласа за, против и воздржани нема. Точка број 17. Решение за давање на согласност за измени и дополнување на ценовникот за изведување на градежни работи на КЈП Сиоградба Битола за потребите на општина Битола. Кој е за? 3 гласа за, против, воздржани 2. Точка број 18. Решение за давање согласност на одлуката за отстапување на трафостаница собственост на КЈП Водовод Битола на ЕВА на Македонија. Кој е за? 3 гласа за, против, воздржани 2. Точка број 19. Буџет на општина Битола за 2026 година. Кој е за? 3 гласа за, против, воздржани 2. Точка број 20. Одлука за извршување на буџетот на општина Битола за 2026 година. Кој е за? 3 гласа за, против, воздржани 2. Буџетски календар за 2026 година. Кој е за? 3 гласа за, против, воздржани 2. Точка број 22. Одлука за утврдување на вредноста на бодот на платите на задржавните службеници за 2026 година. Кој е за? 5 гласа за, против и воздржани нема. Со оглед на тоа што дневниот ред за оваа комисија е исцрпен, истата ја затворам и ви посакувам пријатен ден.